Ова е пети дел од серијата Стапки до Голгота или Стапки до животот, како сакате земете. Почнавме со отфрлен, па скршен, па предаден, па осуден, и сега доаѓа последно. Оно што се случува на самото место Голгота, черепница, распнат. И сите овие чекори треба да ги мине христијанинот, оној кој што тргнал да го следи Христа. И видовме дека посебно клучен е скршен. Ако не бидеме скршени, ако не биде скршено нашето јас, ако не биде предадена нашата волја, нема да стигнеме таму каде што треба да стигнеме. Да дојдеме до животот. А ова е исто така еден голем и клучен чекор и момент. Овој не може да се случи, односно на некој начин сличен, паралелен со скршен. А видовме дека ако и го следиме Христа, ако решиме да го следиме, тогаш и ќе бидеме отфрлени од мноштвото, како што самиот Исус бил отфрлен, ќе бидеме предадени, и тоа можеби од најблиските, ќе бидеме и осудени без никаква вина, како што му се случило истото на Исус. И тоа предаден од свој, осуден од своите, кои што не го примија. И овој чекор, овој момент е исто така многу важен, распнат. Знаеме дека Исус се распна за сите нас и токму тоа е моментот каде што, нели, се сетиме на оној стих во Јован, кај што најавува дека, значи, укажувајќи на својата смрт, ќе каже: и јас кога ќе бидам, кога Синот човечки ќе биде воздигнат, издигнат од земјата, ќе ги привлечи сите кон себе. Тоа е тој момент, тоа е, значи, моментот кога Бог ја искажува својата љубов на најврвен, најсилен начин кон сите нас, кон човештвото. И тоа го положи својот живот, реши, значи, да го направи тој чекор, тогаш кога, додека уште бевме грешници. Сите ние, иако безвредни можеби, односно не заслужуваме ништо, никакви, со валкана облека, но сите ние во очите Господови бисери, безвредни бисери. И токму затоа за тие бисери, за секој од нас, Исус дојде и го положи својот живот на крстот, беше распнат. И сега, откако Јуда ќе го предаде, откако ќе биде осуден, ова се тие моменти всушност се случуваат во петок, Велики петок, така наречен, кога Пилат се срекева очи во очи со Спасителот, со Исуса. А долу е толпата, која што вели и вика: распни го, распни го. И не само што биле тука свештеници, не само тука што биле фариси, значи сите оние кои што биле кремот, да кажам, на религиозните кругови во тоа време, самите водачи. Туку, ако добро сме ги читале материјалите на Елен Вајд, меѓу нив имало измешано и демони во човечка форма, за да ја поттикнат таа маса, да викаат: распни го, да го осудат невиното јагне. Светецот, како што вели самото писмо. И замислете, Пилат, како оној кој што е извршна власт, односно оној кој што може да пресуди, единствено и може да екзекутира, значи да ја изврши казната, очекувал да види пред себе тежок криминалец, некој налик на, да речеме, Варава. Варава бил вториот избор за народот. Но напротив, ќе го види тоа нежно, мирно лице, спокојно лице на Исуса, тие негови црти, и бил шокиран, бил изненаден. И сега имаме еден прокуратор, односно гувернер на Јудеја, речи си, може да кажеме цар, да го наречеме, светски владетел, земски владетел, се срекева
со друг цар. Овој облечен во фина, убава облека, царски баш изгледа, со светска слава, богатство, круна, не знам каква круна на главата, иако може би немале круни, меѓутоа сега имаме една слика на цар, а од друга страна имаме цар кој што е во најобична облека облечен, цар кој што е понизен, нема никаква светска слава, цар кој што на главата носи не се уште, меѓутоа подосна венец трнлив, односно круна, може да кажеме од трња. Каква средба? Но и покрај ова, Пилат е тој кој што стои пред другиот цар и се тресе. Буквално. И како што денеска Јани спомна, Пилат копнеел да го ослободи Исуса. Пилат сакал да го ослободи Исуса затоа што не гледал никаква вина во него. Неколку пати тоа ќе го каже. Вие што сакате правите го, јас не гледам вина во човекот. Но, од другата страна е притиснат од гласот на мноштвото. Растни го, бараат невина крв. Како што и денеска, мислам, човештвото воопшто не е многу изменето. И отваряме сега во Јован 18 глава. Да се внесеме малку преку словото во овие сцени. Јован 18 глава. 33 стих, потоа Пилат се врати во преторијата. Го повика Исус и му рече, ти ли си јудејскиот цар? Исус одговори, го зборуваш ли ти тоа само од себе или друг ти го кажа тоа за мене? Пилат одговори, јудеец ли сум јас? Твојот народ и првосвещениците те предадоа на мене. Што си сторил? Исус одговори, моето царство не е од светов. Ако моето царство беше од овој свет, моите војни би се бореле да не им бидам предаден на јудејците. Но моето царство не е од тука. Пилат на тоа му рече, сепак си цар. Пилат на некој начин препознава во него цар. Исус одговори, ти велиш дека сум цар. Јас се родив за тоа и за тоа дојдов на светот, за да сведочам за вистината. Секој кој од вистината го слуша мојот глас. Значи, два цара. Еден светски владетел, наспроти него стои царот на вистината, може да кажа. Сушност, тој е самиот вистина. Ве подсеќа ова на некои моменти, може би, од вашиот живот? Сте се сретнали ли некој со царот на вистината? Ако сте немале таква средба, немаше сигурно и денеска да бидете овде. Тоа е, како што ќе каже сестра Олгица, шокантна средба, може. Самиот Пилат бил шокиран овде. Очекувал криминалец, но се среќава со благото лице Христово, оној кој што самиот е вистина. Или подосна и Пилат ја опраша, а што е вистина? И навистина Пилат чувствувал нешто во него. Бил привлечен, како и секој од нас што е привлечен од таа сила божествена. Јован 3 глава. Царот на вистината. Дојде меѓу своите, но своите не го примија. Зошто? Јован 3 глава 19 и 20. Судот се состои во ова. Светлината дојде во светот, а луѓето ја засакаа темнината повеќе од светлината. Зошто делата им беа зли? Зашто секој кој прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината за да не бидат открини неговите дела. Дали светот е денеска може би поинаков? Пилат е привлечен, наспроти него стои царот на светлината, царот на вистината. Светлината сака да продриде во неговото срце. На Бога му се мили сите, па дури и римските владетели. Во тоа време, па и денешните владетели. И оваа сцена постојано се повторува. Секој од нас се има соочено со вистината, секој од нас има некое, или се имал, не дај Боже, може би се има уште денеска, свое царство,
во кој што тој владее, во кој што се слуша неговото јас, тој што ти каже, така ќе биде. Дали така или не е така? Дали кај нас, на тронот, да се подсетиме сега на онаа споредба на светилиштето, со храмот, нашето тело, ако се сеќавате на тие предавања, и каде се наоѓаше во светилиштето, што представуваше всушност престолот Божи? Што го представуваше? Каде беше сместен престолот Божи? Во светињата на светињите. Темелот беа плочите на заветот, законот, тој е тоа така наречен престол на милоста, тој е престолот Божи, на кој што седи тој. Во нашиот храм, кој седи на престолот? Тука е престолот, знае многу јасно. Дали јас, ако седам јас, тогаш јас сум цар. Ово е мој храм, мој царство. Јас одлучувам. Или пак сме дозволиле да седне царот на вистината. Тој да не води по патеките на вистината, по патеките на светлината. Се зависи од тоа како ќе заврши оваа средба. Го имаме Пилат, се среќава со царот на вистината. Што ќе одлучи? Го влече вистината. Го влече тој мил поглед, љубовта, значи што зрачи од Христа. Што ќе реши Пилат? Да се подсетиме малку на Ефесијаните 2 глава, затоа што сите бевме некојаш такви. Не сакам да верувам дека се уште сме, но сите бевме. 2 глава Ефесијаните 1, 2 и 3. И вас кои бевте мртви поради вашите престапи и греови, во кои живеевте некојаш според векот на овој свет, според кнезот на воздушните сили, духот кој действува сега меѓу синовите на непокорноста. Меѓу овие и ние живеевме некојаш во своите телесни страсти, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите, и бевме по природа чеда на гневот, како и сите други. Сите луѓе се такви по природа. Сите сакаат да бидат своји цареви, да биде понивно. Сите сакаат да имаат своје царство, кај што тие ќе бидат главни. Но, дали така ќе остане, се зависи од тоа како ќе заврши средбата со Спасителот, со царот на вистината. Ти ли си цар, му вели Пилат? Да, јас не сум популарен како тебе, немам светска слава, немам богатство, беден сум, понижен, отфрлен, но јас сум царот на вистината. И може би така ќе се најдеме и ние. Секојдневно може би имаме, нормално да имаме борби се уште. Јас верувам дека сме му предадени на Христа, верувам дека сме решили да го следиме неговиот пат, затоа и денеска сме овде. Но секојдневно имаме борби. Секојдневно може да се случи наша средба со вистината, со Словото, со царот на вистината. Како ќе одговориме? Неговото присуство изискува и бара акција, одлука. Не чека за утре. Не треба да чекаме за утре. Не знаеме дали утре ќе имаме таква средба драматична со царот на вистината. А одоколу е мноштвото, односно нашиот апетит вика, нашите страсти викаат, отфрли го, распни го царот на вистината, расни ја вистината. А кога всушност она што треба да се распне е токму нашето јас, токму нашите страсти, нашиот апетит. Затоа реков, наведов дека ова е исто така многу важен чекор, како е искршен. Во некој смисол се многу слични. Значи, од една страна не влече вистината, не привлекува, а од друга страна викот на нашата телесна природа се слуша. Отфрли го, распни го. Не ми треба. И ние мора да бидеме тие кои што ќе одбереме, јас или тој. Или, може би, ќе го послушаме гласот на некој наш пријател, со кого што имаме добро друштво во кафана или било на које место. Или, може би, пак некој наш религиозен лидер, пастор,
Може да биде. Дали ќе го слушаме неговиот глас? Ако се сеќавате на моја проповед, кој е ваш Бог? Ваш Бог е оној на кого што му се покорувате, чисто наредби слушате. Кој е тој кој што седи на вашиот престол? Значи, мноштвото вика, вие треба да донесете одлука. И јасно ви е дека ако ја прифатите вистината, ако го прифатите Христа, треба да тргнете по неговите стапки и треба да завршите на Голгота, како што тој ќе заврши. А тоа не е нималку лесно. Се сеќавате, ќе наведеме една причина во Лука 23 глава, што се не изнаоѓале за да го обвинат царот на вистината. Знаете, колку и да ја напаѓате вистината, не може да ја обезвредните. Вистината си останува вистина. Дури посјајно и посилно свети, колку што повеќе ја напаѓате, колку што повеќе ја критикувате и сакате да ја на некој начин обезвредните. Не, уште посилно свети вистина. Во Лука 23 глава спомнав први и втори стих, тогаш целото нивно множество стана и го одведе при Пилата и почнаа да го обвинуваат, велејќи, го најдовме овој како го буни нашиот народ и забранува да се дава данок на Цезарот. Виновен е. Не учи, тој не дава данок, па и ние да не даваме на Цезарот данок. Лука 23 глава, први стих, почнаа да го винуваат, вториот стих, велејќи, го најдовме овој како го буни нашиот народ и забранува да се дава данок на Цезарот. Значи, овде би можел да спомнам една популарна парола од лани, и јас сум еден. Во смисла на данокот, ова го спомнувам само, не навлегувам понатаму. И јас сум еден и јас не плаќам данок. Но дали е ова вистина? Не. Лажните сведоци ќе кажат било каква лага само за да бидете казнети, бидете осудени. Која е причината? Дали Пилат знаел што се случува? Сеќавате минатиот пат прочитавме. Пилат знаеше дека го предадува од завист. Затоа и рече слободно, јас не наоѓам никаква вина кај него. Не е во прашање данокот, него Јован 7.7, читавме. И минатиот пат, Јован 7.7. Да се подсетим уште еднаш. Светот не може да ме мрази вас, им вели Исус на учениците, туку мене ме мрази, зашто сведочам за него дека неговите дела се зли. Слични стихови на Јован 3 глава. Каде прочитавме ка судот се состои во ова. Светлината дојде на светот, ама луѓето ја засакаа повеќе темнината отколку светлината. Зошто? Токму затоа што делата им беа зли. А оној кој што е криминалец, тој криминалот најчесто го прави во темница, мада денеска чудно време во кое што живееме, 21 век, во сред бел ден ќе оплячкаат банка, ќе ви влезат дома, ќе ви оплячкаат неверојатно, значи во кое време живееме. Тоа е уште еден знак дека крајот е близу. Еко во духовна смисла знаеме што е светлината овде, вистината, да се соочат, значи со судот всушност свој, дека се криминалци. И Пилат го знае сето ова, но од друга страна сваќа дека ако го прифати Исуса, ако ја прифати вистината, ќе мора да ги прими на себе истите обвинувања, што му биле залепени на Исуса. Ќе мора да тргне, ако го следи, да заврши тој на Голгота. Од духовна смисла зборуваме нормално. Не може сигурно Пилат некој да го обвини да го прикува на крст. Но ако сакате да го следите Христа, ајде да си подсетиме Матеј 16 глава. ...21 стих, а понатаму. Од тогаш Исус почна да им кажува на своите ученици дека беше потребно за него да замене за Јерусалим и да пострада многу од старешините, главните свештеници и книжници, и да биде убиен и на третиот ден да воскресне.
И, 25 стих, односно 24, тогаш Исус им рече на своите ученици, ако некој сака да врви по мене, ако некој сака да ме следи, нека се одрече од себе си, нека се одрече од својата волја, од тоа да биде цар, да царува. И нека го подигне својот крст и нека ме следи, зашто кој сака да ја спаси својата душа ќе ја изгуби, но кој ќе ја изгуби својата душа заради мене ќе ја најде. Зашто каква полза ќе има човекот ако го придобие целиот свет, а на својата душа и на пакости? Дали ова на пилата му било јасно или не? Не знам, но како и да е, тој бил привлечен, силно привлечен, и како што пак денеска се спомна, ќе кажам, копнел да го ослободи Исус. Зошто не го ослободи? Затоа што по друга страна сакал да ја сочува и таа светска слава. Таа пуста слава. Не дека ќе имало избори, па на следните избори ќе изгубил. Мислам, тоа е сосема друго време за кое што зборуваме. Но човечки е тоа, знаете, да бидете славени, да бидете почитувани од луѓето и да го правите оно што луѓето го сакаат од вас. Тогаш ќе имате уште поголема поддршка. И тоа едноставно фито делува, нели? На човека му е мило кога, ете, има огромна толпа народ кој што го слават и го поддржуваат. Од друга страна, Пилат сваќа го чека крст. И тоа е моментот, клучниот момент. Нашата грешна природа мора да биде распната. Да оставиме сета светска слава, сите светски страсти и сласти и сето оно што привлекува во светот. Тоа е краткотрајно, не трае. Тоа е минливо. Како ќе одговориме на царот на вистината е клучен момент. Дали ќе го прифатиме или пак ќе дозволиме да биде распнат. Место ние да се распнеме, ќе ја распнеме вистината. Денеска мнозина токму тоа го избираат. И секојаш било за жал мноштвото, и тогаш било мноштвото, и денеска е мноштвото за жал, кој што ја распнува вистината, место да се распне самото. А друг начин и друг пат немало, освен да Исус да заврши вака, друг начин и за нас нема, освен ние да завршиме така, да бидеме распнати. Ако се вратиме назад, пред 6000 години, уште пред да биде создадена земјата, светот, била донесена одлука горе на небото, и Исус самиот се понудил во случај ако човештвото падне, да дојде да го положи својот живот. Да го даде својот живот. Со смрт, со пролеана крв, по некој начин нема. Не постоел по некој начин. И тоа и се случило. И Пилат е на решение, на одлука. Си помислил, не можам да го ослободам, не дека не можел, но мноштвото вика. И сега тоа е надве. Кого ќе послуша? Може би вика вашиот син, може би вика вашата керка, може би вашиот татко, вашата сопруга, може би вика. А вие имате вистината пред себе. Што ќе изберете? Не е достоен оној кој што повеќе ја сака својата мајка, својот татко и сите други од мене. Тоа е цената на христијанството. И цената за некој е премногу висока. За Пилата се видела премногу висока цената. И што решил? Да си ги измие рацете. И да каже, значи да заземе една неутрална позиција. Да рече, јас немам ништо со него, вие што сакате правите. Дали ја симнал одговорноста за сето тоа од себе? Најголемата одговорност е сепак кај него, тој е тој кој што можел да пресече, да каже, распнете го или го ослободувам. Дали може всушност во оваа голема борба, во која што сите сме вклучени, да заземеме неутрална позиција? Да гледаме од страна, онака. Да видиме сега, како посматрачи на утакмица, да видиме кој ќе победи. Па дури и да сме посматрачи, има можеби многу луѓе кои што се посматрачи, еве ги карши нас се, па јас слушам од вас,
никош не влегле тука да видат што е и како. Значи се едноставно посматрачи. Гледаат кој влегува, кој излегува, што се случува тука. Ние сме на гледање на светот, знаеме. Целиот свет па и на целата вселена. Дури и да сте посматрачи, кога го знаете исходот на утакмицата, кога знаете кој ќе победи, толку е тешко да изберете на која страна ќе бидете. Ама ете, сепак светот не избира, затоа што треба да се распне нашето јас. Треба да ги оставиме нашите желби, нашите страсти, ако сакаме да тргнеме по вистината. Денес е денот на спасението и затоа и денес е денот на одлуката, дали ќе го избереме царот на вистината и ќе се распнеме себе си, ќе го скршиме тоа наше тврдо срце, или пак, за жал, ќе распнеме вистината. И добрата вест се состои во тоа да не завршува се на крстот. После крстот, после тој петок и таа сабота, Христос положен во гроб, во неделата наутро, кога отишле жените прво да видат, односно да го помазаат, не го нашле неговото тело. Добрата вест е и големата надеж на христијаните дека има воскресение, следува воскресение и живот вечен. Затоа патот кон Голгота, следејќи ги стапките по кои што чекорил Исус, се пат и стапки кои што водат до животот. Не да идеме и да чекориме буквално по тие улици на Вија Долороса тамо во Ерусалим, како што прават цели церемонии, посебно е баш за Великден, туку вистински да одлучиме да го следиме и до крај, да го следиме. Знаејќи, иако знаеме дека треба да завршиме на Голгота. И олеснителна околност е и тоа дека Исус веќе го минал тој пат и Исус е тука да ни помогне да оди заедно со нас, да ни помогне да го носиме тој крст. Кој сме кај крстот, баш вчера гледав еден документарец, интересен од BBC, значи од интернет го најдов, каде што, мислам дека човекот беше евреин, тој тврдеше дека она со носење на крстот е мит, буквално. Се носел само оној дел, значи хоризонталниот дел. Осуденикот го носел само хоризонталниот дел. А потоа бил приковуван на маслинови дрва, кои што биле приспособени на некој начин. Значи, буквално беше прикажано во документарецот. Тоа е дрво, стеблото од дрвото. Па затоа еден стих вели таму, го приковаа на дрво. Па јеховините тоа го испревртуваат, па сметат дека го немал хоризонталниот дел, па бил вака прикуван, па не знам што. Значи, интересно беше тоа, прв пат го слушам, значи, немало, оној вертикалниот дел не било тоа, значи, посебно изработено дрво за таа цел, за екзекуција. Не, него тоа биле приспособени маслинови дрва. И оној дел кој што осуденикот го влечел со себе, го носел, а бил прилично тежок, значи, тој дел, тоа бил оној хоризонталниот, горниот дел. И тоа на некој начин со распетието изгледало на крст, мислам изгледа на крст нормално, што друго. Тоа е тоа всушност, тоа е начинот на кој што биле вршени овие екзекуции, кои што биле наменети за криминалци, како и оние двајца кои што виселе од левата и десната страна на Христос, за кого што уште Исаија пророче, беше вбројан меѓу криминалците. Иеко неговиот гроб ќе се најде меѓу богатите. Но, како што кажав, и тука ќе завршиме, не завршува се со крстот, следи воскресение, следи вечен живот. А секој од нас има свој крст. Да, Исус го положил животот за нас, но како што и самиот вели, ако сакаме да бидеме верни следбеници, ние имаме свој крст, кој што треба да го понесеме. Ние треба да се распнеме, не можам ја да кажам за вас што треба вие да распнете, секако, општо кажам иземено на што јас, но секој од нас има некои своји поедини слабости, сласти, страсти, било што телото е тело, влече, и тоа е она што треба да го распнеме, ако сакаме да дојдеме до животот. И завршуваме со Откровение 3 глава.
Читаме од 19 до 22 стих. Јас ги укорувам и казнувам оние кои ги љубам, затоа биди ревносен и покај се. Слушни го гласот, со други зборови, на вистината и покај се. Еве, стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. И на оној кој победува ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Оној кој што ќе биде распнат, кој што ќе пострада со Христа ќе владее, вели Павле. Но за да се најдеме таму, гледате како е редоследот на стиховите? Стојам и чукам на вратата. За жал, трагично завршил животот на Пилат, затоа што Пилат не ја отворил вратата. Вратата останала затворена, го слушал гласот на мноштвото, попуштил под тие притисоци, не сакал да се откаже од светските слави, светската слава и почести и да тргне да го следи Христ. Не можеме на две столици, како што знаеме да се изразиме. Или по Христа, или против Христа. Ке се најдеме во толпата кој што ќе вели распни го и кој што ќе го осуди невиниот за ништо. Буквално без причина. Исус сака да живееме победнички живот, затоа пораката на сите овие предавања што ги имавме е да го следиме верно. Може би ќе бидеме отфрлени, но што оте ако сме отфрлени од мноштвото, битно е да не прифати Христос, да не прифати Бог. Може би ќе бидеме и предадени од најблиските, може би ќе бидеме отфрлени од најблиските, од семејството, мажот, жената, децата. Може би ќе бидеме осудени без причина, но сето тоа е патот на еден христијанин. Клучното и битното е за христијанинот, за да стигне на Голгота и после Голгота и после гробот и да го има вечниот живот, е тоа да биде скршен, да има своја Гециманија и да биде распнат, да има своја Голгота. Нека Бог не води во нашиот живот, секојдневен живот, затоа што секојдневно е кршењето и секојдневно е распнувањето. Нека не води токму онака како што го водеше Исуса, нашиот Спасител, кој го положи нашиот живот неговиот живот за нас, ја купи таа нива, даде се, за да го има бисерот во своји раце. Тие бисери сме сите ние. Па, дали и како ние ќе возвратиме на таа огромна љубов, која што не засака уште од вечноста. Нека му е слава на Бога за сето оно што го прави за нас, а ние со ова го завршивме предавањето и оваа цела серија